Постојат болести што медицината ги нарекува ретки. Зборот звучи речиси невино како нешто што се случува далеку на маргините на статистиката. Но реткоста е само медицински термин, а човечкото чекање никогаш не е ретко. Да чекаш терапија, да броиш денови на место иднини, да живееш меѓу надежта и тишината на институциите, тоа е искуство што премногу семејства го познаваат. Постоиме во време на чуда што науката ги создава речиси секојдневно. Она што вчера било пресуда, денес е дијагноза со надеж. Болести што некогаш значеле неизбежен крај, денес имаат терапија. Но напредокот е чудна работа. Тој постои само таму каде што навреме пристигнува. Кога доцни и чудото ја губи својата смисла. Во Македонија ретката дијагноза често го менува идентитетот на целото семејство. Родителот станува лекар без диплома, правник без канцеларија, активист без одмор. Ноќите се претвораат во часови на учење непознати зборови, а надежта во јавен апел. Зашто сите ја знаат тивката вистина, системот најбрзо слуша кога болката ќе стане гласна. Парадоксот е едноставен и суров. Луѓето со ретки болести не бараат чудо. Чудото веќе се случило некаде на друго место, науката го создала. Тие бараат нешто многу пообично и очигледно потешко. Систем што функционира. Може би прашањето колку чини еден редок живот е погрешно поставено, зашто таквото прашање веќе претпоставува дека животот може да се пресмета. А кога животот станува трошок, моралот веќе направил чекор назад. Подобро е да се запрашаме нешто друго. Колку не чини кога дозволуваме некој да чека предолго за шанса да живее? Одговорот не е пријатен, затоа што тогаш цената не ја плаќа само едно семејство. Ја плаќаме сите, дури оние што веруваат дека реткоста секогаш им се случува на другите.